Кочо Андјушев, функцијата вице-премиер во владата на Социјалдемократскиот сојуз ја користи за создавање на огромни профити за сопствените фирми, а не за унапредување на стандардот на граѓаните и државата. Заев и Андјушев се однесуваат како државата да е нивна приватна собственост, а буџетот кој се полни со парите на граѓаните како нивна приватна сметка. Андјушев својата работа како вице-премиер за првите 100 дена си ја наплати со тендер во висина од 2,6 милиони евра, кој преку државното предпријатие Елем, кој си го додели на собствената компанија Фероинвест. Почитувани граѓани, 2,6 милиони евра на сите нас не чинеше ангажманот на мултимилионерот Кочо Андјушев како вице-премиер во владата на Зоран Заев за само 100 дена. Доколку за само 100 дена работа во владата го плативме Андјушев 2,6 милиони евра, тогаш колку ќе не чини неговиот ангажман до крајот на мандатот на оваа влада? Дали тоа ќе бидат 50 милиони, 100 милиони или можеби 200 милиони евра? ВМРО ДПМН предупреди уште претходно за ваквите бомбона бизнис намери на оваа влада, дека нивната цел е само личниот интерес и личното богатење со парите на граѓаните, а тоа се потврди во изминатите 100 дена. ВМРО ДПМН исто така предупредува и за реалната опасност која ни престои со престојната либерализација на пазарот на електрична енергија, со што водени по европската пракса во повеќе земји од Европската Унија се очекува струјата да поскапи и до 60%, односно доколку сега плаќате 2000 денари, по либерализацијата ќе плаќате 3200 денари. Од ваквите бомбона бизниси профит имаат само фирмите на Андјушев и врхушката на власта, кои со по 2-3 вработени ќе книжат милионски профити на дневна основа. Доделувањето на тендерот од страна на државата, чиј репрезент е Андјушев, на Фероинвест, чиј собственик е исто така Андјушев, е класичен пример за судирни интереси. Во конкретниот случај, Андјушев е заинтересирана странка и во двете страни од договорот. Ова е скандал и класичен пример за богатење со парите на граѓаните. ВМРО ДПМН го повикува надлежното јавно обвинителство да отпочне постапка за утврдување на кривична одговорност за тоа како се влијаело и под кои услови тендерот паднал во рацете на фирмата Фероинвест, која е во собственост на вице-премиерот Кочо Андјушев. Андјушев со стапувањето на функција всушност им ги замачкуваше очите на граѓаните дека тој сепак ќе се откаже од неговата плата во висина од 1000 евра, но затоа неговата плата од 1000 евра ја замени со суми од 2,6 милиони евра. Ви благодарам.